посебно феноменалното деби што го имавме со првата епизода. Стивен А. Смит не бараше од ESPN. Чакстерот ни се јавува, аман за аман со нас подпишете со нас, викам, остануваме, викам, самостални. Мене Ерни Џонсон во DMA сакаше да ми се обради, Тие ама правевте муавет. Стивен А. ми вика, именјаче вака и вака, заедно ќе бидеме. Не сакам, викам, со вас ништо. во Сакаме. DM, иначе знам дека не е DMA, него намерно така една интерна фора ни ето. Тачно. Втора епизода, ајмо. Втора епизода. Ајмо бре. Да. Ја и- вежбав, ти вежбаше? Не, јас сум по кардио повеќе, не сум по теретаната. Што со кардио менискусот нели ова она? Добро, сега драгите гледачи, не мора да ги запознаваме толку дека Ма со кажи си дека дека ради играм тоа, под инекции, ама кажи си ради тоа дека не те биваше, иначе дека ќе Да, газеше. иначе кариерата ради коленото. ќе беше као тие Оташевич. Тие причи нормално, Да, да. да не беше проблем со коленото, ќе беше Оташевич Исто како 2:0. мојот идол тука што е менискусот не утепа. Да. Артроскопска операција правев. Не бе, добро. Ќе почнеме пак со хитчек видео што го ставивме сега, патам се снимува четврток е. Четврток сме Четврток денес. е. Вие гледате у петок. Дерозан изигра луда утакмица, Starting with a bang. згази против Индијана. Да, 46 поена, клач шут за овертајм и тоа од свртување сите на другата страна се вртат. А он контра правец се Не, врти. многу е луд. Многу луд шут. И си викам, брат, можам да го гледам цел ден. Онака шутеви како зима, како дриблува, многу ми е естетикли плизинг, онака за гледање. Да. Баскетџиски играма, многу јако. И сега ќе ти дам ти да размислиш за тоа време, ја ќе ти кажам некои играчи што ми се онака баш естетикли плизинг. Па ќе ми ги кажеш и моите и после ја ќе треба на други да мислам. Ајде да заедно ќе мислиме после, може да? А и Не, драгите гледачи шараут може. за Дерозан искина стварно и покрај тој шутот, па после и овертајм имаше. Да. Една, па друга, па трета, па и добиена утакмица Индијана си ја продадоа. Америте може да го се викаат каже. тоа he's a gamer. Она не се плаши, не Да. знаеш идем еден. Да, против играме, друг, да. Може ќе тепа, може ќе изгубам, Да. никад не му е страв да земе шут, ништо не Нема да се откаже. нема Никак. да се откаже, да. Never backs down from nobody. И ти викам, него можам да го гледам цел ден. Кајри можеш да гледаш цел ден. Кајри можам да го гледам цел ден, ама сакав малце shout-out да им направам на некој по Не малце. толку докажани. Па не докажани, ама од минатото. Мене Кармело ми минатото? беше Да, окей. од претходната ера. Влага, да, Што да и ти Коби, кажам? и Коби исто. Сега ептен се збориме за легенди. Пример, Аринас не ми бил естетикли. Естетикли плизинг. Да, Ја можам да. да ти кажам дека Коби, шутот на Коби беше Аринас- poetry in motion, а Аринас не е толку, на пример, за мене. Леброн уопште не е. Не. Джордан нели? И сега Дирк Новицки беше многу. Као и Лука Дончич сега, они се спори. Јокич не ми е естетикли плизинг, ама не, на многу друга страна ама отиде, те брат. разбирам, ти идеш на Абе, Руди Гей, брат, како Не, Дерозан. не, Руди Гей, не знам. Так, Смут, добро, смут му се беше. Абе, како Фейда вода е, уејот му брат. беше смут, да, да. Па и кај Дончич е као вода све, не знам. Па, не, Гледај какви шутеви луди оф баланс дава. Ама хрки джерки он повеќе од табла, од вакво. Ти збориш за Абе, убаво да го пресайсли секој да изгледа потек да е синематик, да изгледа синематик. филмски, да. Добро. Јас за тоа мислам. Добро, Дончич и Новицки онда излагаат од тоа, ама и они се у некоја нивна категорија. Руди Гей, Меломен и сега овој не е ни мое време, можам да кажам, повеќе од клипови отпосем сум го гледал едно друго и му е кум на Кајри Ирвинг. Дали знаеш кој е? Знаев? Помош? На квиз онака. Помош? Кум на Кајри Ирвинг, да бе, кој му беше? Род Стрикленд. Да бе, да. Род Стрикленд има такво, и он е до душа малце хрки джерки, ама леле, многу добри ролинзи, многу добар Джамал финишер. Крафорд. Ете, Така. Победникот. Ете го. Победникот Тоа го имам. Да. Да. На сите хајлајтси на NBA, иако беше Да. авереч онака плеер, на хајлајтси на оние порано рекламчињата, најчесто ќе осретнеш него. Со тоа потегот по зигар, па на друга страна. У најлошата ера на Никс играше, ама ги гледав секоја вечер. Па и Стефон Марбери бил, Да, Старбер исто. да, Да, поетик. Да. Уште од рани дани од Минесота. Да, дополнете не дечки во коментари. Чекај бе, уште ја Ако вака не, ја на размислувам. драгите гледачи да им кажам, драги гледачи.
Трейси Мегреди, Стив Френсис. Трейси Мегреди, човече. Малку познат факт е дека ги си скршев кичма едно лето пробував да шутирам ко Трейси Мегреди. Со ногата, знаеш, он шутири и едната нога му е... Ја не можам да добацам така. Сега тоа е фаул напад за сите. Да, фаул напад е. Знаеш колку тежок шут е тоа? Особено за човек вака ко мене, што не може ни со зглоб ни да ја шутне. Ама он немаше хајаркинг шут. Да, оштро беше. Оштри му идеа него топките. Да. И на Коби му идеа оштри, не толку, али на Мегреди бајаги. Да. Не знам, Рейфер Алстон, Скип Тумајлу, се он немаше некоја кариера во NBA, али ептен ендоан. Не, ја можам играч. Трейси, Джамал Крафорд, Да. Мело ми е мене, не знам. Иначе малку исто познат факт за мене, ја да би имал избачај нечив, да можам да бирам, го бирам избачајот на J.R. Смит. Не знам зашто. Дали сум го гледал од тешки ситуации како може да исфрли, ама пак убав шут. Никогаш не фрлал фрлјотка, знаеш, и преку рака и било како он, пак е си го направи тоа над глава. Феноменално шутче. И прославите после даден кош му се еконик. Да, и прославите. Како беше? Имаш ли уште некој? Па не знам, мислам. Стив Френсис ти го кажав. Од тоа време бе поиша баскетџески си играш. Сега вака од денешнава NBA, осим Кајри и Дерозан, не знам, Деарон Фокс многу убаво игра, ама он многу е брз. И пример, брз, да. Да, пребрз е за овие Малик Монк. Малик Монк. Така, малце. Да, го има малце тоа, Малик Монк. Има. Го има тоа. Дианджело Расел малце ми влага у некоја, некад знае многу јаки потези да избаци. А го гледав Дианджело Расел, ти искочи клипот кај што кажува дека ги базирал своите, пробувал да ги имитира своите движења у напад како на Текен некој карактер. Јошимицу. Не знам дали беше Јошимицу. Не бе Јошимицу, чекај, оној капуерата што ја правиш. Вика некој вака што се движи, некој што правил некој. Бразилецот, Еди се викаше, капуера. Валјда, и го прашува тој соговорникот, вика дали го знаеш овој од Текен, вика дали си го. Па ја вика го гледав него, вика и пробува вика такви саден мувс као што не личат за на кошаркарски терен, вика и со тоа малце да го извадам од колосек противничкиот играч, тој што го чува и стварно ако го приметиш у дадени ситуации, така се движи човек. Да, така движи. Ќе им пуштиме по некој клип од Дианджело позадина да видат на што се мисли. Еди од PlayStation пуштим. Добро, ај на тема aesthetics дур сме. Мене ми се како екипа, многу ми се aesthetically pleasing Индијана и по секоја цена сакам да влезат у плейоф. Значи сакам да ги гледам у плейоф. Се фрлаат лобови, се игра брзо, се трча, тројки се фрлаат. Најбољи напад у лигата? Да, башка не бранат никого, знаеш дека ќе има така ќе се игра. Плюс Индијана. Преска ти кажав на тебе и на драгите гледачи да им кажам добри Немхарт, ама и Нисмит. Нисмит многу ми се свиѓа. Значи снажен играч, иде внатре, си пуца иза тројка. Немхарт исто, колку мене е онака што се вика градбата, ама многу јак драйвер. Многу јако иде на кош, многу ми се свиѓа. Него ни спомнуваме Халибуртон и тие ствари. Да. А мене ми изненадува од Индијана. Тебе кој ти се? Од Индијана ми изненадува многу оваа сезона Мајлс Тарнер. Например, до лани све се збореше ќе отрейдаат. Све му се бараше, 4 години, значи му се бара нов тим, а оваа година резуректат скрос. Еве го сега со Чикаго back to back со Дерозан, он ги вадеше Индијана. И Тарнер мислам дека има онака кариер можда оваа сезона. Абе сега еве ќе влезам, ќе побарам брат. Не сум сигурен како прво колку е резуректед, а како второ колку е фитот на екипата онака. Знаеш, некогаш твоите бројки може да останат исти, ама едноставно како игра екипата. Да, може да останат, може да му се исти бројките. Ја сакам да кажам по импактот што го има дека му е кариер. Да, можда. Ајде еве сега ќе ти кажам. Затоа што можда он имаше бројки и претходно, ама празни бројки му беа у претходните години. Сега буквално. 17-7 сега, 18-7,5 лани. Efficiency? Efficiency тројка лани 37-3, сега 34,5. Значи тројка помала, ама тоа е екипата заедно кога ќе влезе во ритам.
Добро, така ми делува мене. Може дека сега се боле Така е, и така сега е. ги гледаме, а лани Да. не сме ги гледале толку. И па и тоа има врска, да, што викаш ти празни калории само кога Да, Кукаш. празни бројки лани, а сега имаат парчиња, си јакам. Да. На тебе ти дали имаш екипа што по секоја цена, мислам по секоја цена ти би сакал Лейкерс да ги гледаш, Да, ама осим Лейкерс, така екипа што сакаш да ја гледаш. осим Лейкерс, И Далас не ти дам да ги кажеш. Е, зашо да не ги кажам Е, па Далас? пошто ете, знаев да ги кажеш. осим Лейкерс и Далас, по underrated. Па овие секако ги гледаме, OKC мислам, многу сакам да ги гледам во плейоф. И Минесота ради Ентони Едвард сакам да ги гледам во плейоф. Okay. Не ради Кет. Сега ако треба да барам некој што не се у плейоф контеншн Не бе, добро. или у окей. плей-ин ако се, Така се падна за например, Индиана, до бе. лани ми беа Атланта. Сакав да ги гледам. Бога ми фанси на Да, на на Тре Треискиот. Јанки на Богдановиќ, сум фан и атрактивна кошарка ми играат и они нешто налик на Индијана играат до пред неколку години. Не бранеа никого, а има секојаш high scoring games. Добро за тебе, значи Атланта ама е до лани. место овој надвор од Лейкерс и Далас. Атланта некој што се така не сигурни дека ќе идат у плейоф. Иначе Да. од другиве што се сигурни. Патем Бог ја естетик Тиенс. шут исто е. Да, избачаат пример, Многу. он многу ми се свиѓа. Да, Неговиот шут. да. Секој момент е спремен за цак, тука, као овој од цртанот. Еј, беге. Не. Добро. Ај, нешто вака сакав да ти начнам една Ајде. благо контроверзна тема. На YouTube ми излезе нешто во стил дали може Тейтум... Љубовта, Да. ноќва да ја продолжи. Така. Дали може Тейтум да ги води Бостон до титула, до финале, до титула, дали е он демек способен лидер? Па, знаеш тоа како е? Тоа е yet to see, пошто немаме видено до сега. Па сега ги носи до финале, ги однесе. Прехлани, лани се сопна од Мајами. И он немаше убава, мислам дека партија. Немаше убава серија. Немаше уопште и сега јас со Golden State стварно мислев дека ќе освојат таа година у финалето. Ми беа фаворити пред 2 години. За таму немаше, Мајами сега не ме фаќа за збор. Со Golden State немаше. А за Мајами не ме фаќа, ама не е битно. Не, со Golden State финалната серија Финалната. дали му била добра, сега. Вигинс го заклучи. Добро, и Коби немаше добри финалиња, не знам, против Бостон или и против Орландо, не му е нешто многу сјајно финалето, онака. Бројки гледано. Па И не е тоа efficiency мојот гол, паја не ми на објасни све, мене. паја efficiency у финале, мислам, ако си тој ти алфа човекот што треба да изведи екипата, секако ќе идеш high volume, ќе правиш нели све што е у твоја могуćност, али Тейтум сега, Твојот став за Тейтум сега, дали може да ги води? па или... оваа година не зависат од него. Као не дека зависат само од него. И ради тоа мислам дека ќе идат до финале. Стварно некој ќе треба изненадување да се деси огромно за Селтикс да не влезат у финале оваа година, а до него не е само. Сега имаме Джру Холидеј, имаме Дерек Уајт, имаме Джейлен Браун, имаме Джейсон. Ја и Тейтум и да го извадиш од таа екипа, ја мислам дека они идат у Eastern Conference Finals. Ти извади го Тейтум само со другиве, они се финале на исток екипа. Ми се свига кај отиде со Муабетов, затоа што јас ќе одев натаму, во стил тоа што не му оди сега во прилог за MVP разговор. Да. Зашто никој не го става во MVP разговорот е затоа што Бостон се комплетна екипа и пердашат све живо. Ако пикнаа таму сега на тие ренкингзот на NBA и ќе го видиш у пикнаа? топ 5, да. Мислам и дека е четврт, пред Дончич го ставаат. Добро, дека се доминантни, мора негде Тачно, да ради фигурира оваквото таму. само. Ама Меѓутоа, за мене оваа екипа, сега нели ни ери не може да споредуваме ни тимови, ама ми е налик во комплетноста на поставата на првата постава, ми е како 2004 Пистонс. Имаме јаки играчи, имаме дефанзивно ориентирана екипа. немаш у Пистонс, немаше такви звезди, Немаше офанзивни такви звезди, ама немаше. зборам за комплетноста на екипата. Значи, Добро. е комплетна екипа што не зависи од еден играч.
Тачно. Знаеш, дали од Тейтум, дали од Билапс, дали од Хамилтон, дали од Браун. Да. Па добро и Сан Антонио може Различни ери се, да пак се ќе каже. кажам, ама Сан Антонио биле ете, биле, комплетни. иако се Hall of Fameri таму сите, ама, мислам, главниве, ама да кажеме, системски дека се игра, Ама пак мене ми зимаат премногу тројки за мој многу укус. зимаат, за сечи укус. Бостон. Чакстерот стално вика, Баркли вика, многу се талентирана екипа за да зависат од тоа колку тројки ќе дадат. Да, апсолутно. Стварно е така и на некоја утакмица ќе го видиш Тейтум влага кроз сите, знаеш, му се одбацуваат од него, Како на Антетокумпо и на Тейтум, да. баш, и си кажеш, абе, зашо не го игра ова? И сега да не се враќаме на муабетот од Да, од првиот на подкаст. свој начин играат што Да, сака на да победи, ама на свој начин. Али Тейтум е од тие, сака Од тие, убав скок шутот да, да му биде, да. сака фейдовеј да има. Да, да. Сега против Денвер у финале, Тейтум мислам дека ќе треба да биде MVP, за да како би освоиле. Аха. До таму мислам дека и без да зависат од него ќе стигнат, ама Бостон Денвер финале, Тейтум мора да биде MVP. И тоа да биде 28 ППГ и да дроби за да освојат. Значи ти сакаш да кажеш дека окей, он мора да се Он мора постави да се надмине. поентерски. Он мора да се надмине, според мене, во финалето поентерски од сега, Затоа што за да би освоиле против Денвер. затоа што рачунај, ти Денвер во финале Јокич не мора да се и не се мора. поставува он поентерски, он Да, не е таков, да, а ти да. викаш дека за Тейтум мора поентерски да издоминира. Да. Па Джру не ми е некој што може поентерски да појача у финале. Порзингис А не сме го Ја виделе. кажам дека сирова снага имаат многу Така да така. за Браун, за и Тейтум да нема некаква абе си има серија, да, има се соберат секоја поените, знаеш. има секоја вечер кој да искочи. Ти на крај мора да стигнеш до 110 поена, до 108 поена. Ме разбираш, било како да е збирот. Јас мислам дека оваа екипа на Бостон може да стигне до 110 поена и Браун ако е послаб и Тейтум ако е послаб, тоа го велам. Против Денвер нема да може Тейтум да има 20 поена за да освојат. Добро, ајде, до некаде се слагаме, до некаде малаци има диференцијација, ама генерално за до финале мислиш дека апсолутно нема врска. Не дека нема врска, секако нели треба да биде, ама не зависи од него. Еде, добро, Се согласивме, не зависи од него, да. добро. А кажи ми ти, дали мислиш дека можеме да видиме реприза у смисол плейн екипа како лани Мајами да стигне у финале оваа година? Do you think that's even possible? Па еве ги гледам сега плейните, Индиана, Мајами, Чикаго, Атланта. Пак Мајами Исток? се го е тука. Да, Феникс, Далас, Лейкерс, Голден Стейт. Вака. Ако да речеме дека се овие екипите, Да. освен Феникс, на западот не му давам шанса на никога. Значи Далас не, Лейкерс не, Добро, Голден Стейт добро, ќе видиш ти. ни подразно. Да. Као мали не. Аха, добро. Не. Само Феникс. На NBA овие аналитичари што пишувале, Ешбернер како и да е, 5 од 6 или колку и да се, као 90% на Лейкерс им ги даваат шансите. Дека имале педигре, дека имале искуство, дека имале... Ова да не е напишано кога Феникс е Не, 5 не, 6. Сега е артикулот. Ево, отвори го. Па не, добро, артикулот е сега, ама нели од вечер за тоа мора да се сабмитира, да се кај уредникот да се достави, како и да е тоа, не знам. Кој уредник го одобрил ова? Абе, добро, Феникс, мене не ми се озбилна екипа оваа сезона Феникс. Уопште. Не Абе, дека ти Лейкерс чим се си- сериозни, Па ти чим си у плейоф никој не е озбилен, ама ете, у плейн, да. да. Али ако Феникс не се комплетни, не знам дали би ги ставил пред Лейкерс. Па сега збориме Ја у да се директен комплетни, дуел. бе, брат. Да, ама Феникс не биле до сега комплетни цела сезона, заради тоа зборам. Добро, има некој на Феникс што им даваат шанси, има некој на Лейкерс, јас стварно искрено не знам како им даваат на Лейкерс, не може Леброн За публицитет. да однесе. Па не е NBA таква публикација како ESPN, не им треба на нив ништо, никаква Да, драма. да. Мислам, Ама глеј сега, NBA.com е ова. Јас знаеш што тоа требало да сватам многу поодамна, ама сега онака више си легнав на брашно дека изминативе 2-3 години Лейкерс кога ќе правиме онакви
пресизон предвидувања за табелите. Све ги ставам високо на почеток на сезона, дека ќе бидат на табела високо у задниве 2-3 години. Добро. И сега сваќам дека не е Лейкерс со Леброн на овие години, не е сезонска екипа. Него Лейкерс чека да дое плейоф. Абе не. Има смисла ова што Леброн го чека да кажуваш. дое плейоф. Буквално, ја мислам дека он темпира некако да се догураат, па таму да одае максимумот од себе. Јас сакам да кажам дека не ни може, мислам дека он на Не ни може веќе, да. Затоа реков на секоја втора кога е плейоф, на 2 дена кога се разлика, Да, кога не да, треба да се да, шалта од да. тука, тоа му одговара. Апсолутно. А сега 4 утакмици у 5 вечери или тие back to backoви или ово оно, не може да тоа тело не може толку Така да да така. пак да го даде максимумот. И не е тоа затоа што он така сака, него затоа што сега мора така да се Ама ја мислам дека Послабо во калкулации постојат кај него и општо кај Лейкерс као екипа у задни 3 години. За успехот во ова држи вода. Држи вода ова. за успехот во регулар сезон. И еве сега ако ја видиме табелата 36-37 5 утакмици, 5,5 утакмици се имаат предност пред Хјустон кои се надвор од плей-инот. Значи кажи речи немаат Не се опасност, плашиме, не да. се во Не опасност се плашиме. дека да може да Сега може да ќе биде добро до 8 место да стигнат. и те Како би играле, да. ќе биде Да не добро. играат две, да имаат шанса да идат да влезат 7, затоа што Да. ако влезат 8 против Денвер, знаеме што ќе се деси. Е па ти овој муабет сега што го правиш Леброн тактизира, ја би мислел дека он тука треба да појача. Па Уместо сега да, 9 сега да треба да дојде појачаат. 8, Апсолутно. за да треба да тепаат една утакмица само Сега за да треба да влезат. појачаат. Првата епизода кажав дека имаат окей распоред во наредни 4 утакмици, првата ја Од изгубија. Сакраменто 4-0 Ама и до сезонава. крај распоредот им е и те како поволе. Значи многу од со јаки екипи многу не се игра. Ќе треба да се види и Далас што ќе прават, затоа што Далас е сега над нив 4 поред Да, тепат Далас и делуваат прошла многу епизода интересно. малце ги критикувавме, сега влегува у нова победничка серија, 4 поред. Фрлаат ловови, И- така, Лоб Сити 2. стварно делува дека не знам, најдоа нешто со младите. Помалце Клиба, помалце Пауел игра Па фала Лајвли Богу, помалце и- Клива веќе. Мислам, цела декада играат тие двајца у екипата, Да. зашто и како не знам. Клива и Пауел. Да. Ми се свиѓа со Лајвли, ми се свиѓа со Гафорд Гафорд. сега и да видиме рекордот дали ќе го сруши Уште Гафорд. 3. Му фали да осручи рекордот на Вилт Чемберлен. Да даеме контекст, не знаеме дали нели сите знаат за ситуацијата. Да. Гафорд има 33 филд гола без промашај. Да. Значи човекот само му местат лобови, он само Као ги ќе става. има промашај сам со кошот е на пола од тие 33. Да. И Вил Чемберлен му бега 2 филд гола, значи наредна утакмица ќе се крши тоа Да. рекордот. Ќе видиме што ќе биде, како ќе биде. И кога сме кај плей-инов, тоа е оваа година ќе биде многу атрактивен за гледање затоа што буквално ќе биде она што викаат американците star studded competition. Многу звезди ќе имаме во плей-ин над преварите. Значи Лука, Кајри, Дурант ако останат у плей-ин, Лейкерс. Тоа на мене ми се свиѓа затоа што уште ран Да, уште април ран ќе април имаме ќе имаме добри утакмици. Ќе има драми. Затоа што Атланта, Чикаго, не знам колку ќе ми се гледа, ама Феникс, Лейкерс би ги гледал, пример. Ај сега вака ќе те прашам дали го гледаше ти ова видео на еден мој колега. Мгм. Знаеш кога ме прашаат за YouTube, кои ти се ривалите? Имаш ли ривали? Векам, кои ривали бе? Ти викаш Никлеман од Слободни Да, фрлања. Никлема од Слободни ми е најтежак ривал. Не бе, викам, кои ривали, секој си прави видеа како што си сака, има доволно публика за сите, знаеш. Да. Се знам со голем дел од америчките NBA јутубери. Не сме два кафичи еден до друг, па Да, не сме еден до друг, два кафичи. Нема некоја конкуренција, Кај се мене знам. еспресото 80 кај тебе да Па сега да спуштаме цена, да. И кул сум и AM Hoops го поштувам. AM Hoops, AM Hoops. Да, Видете Кейси. го дечки, да, Кейси се вика. Ликот супер видевца прави. Ми се свиѓа и едно од последните видевца
направи за како статистичарите, значи тие што внесуваат дали е Оние што седат на масата, на маса, што кликаат поене, асистенција е, тоа е, ова е, како им набиваат статистика на домашните играчи. Не знам дали го изгледа. да, го изгледав цело. Збори за друга ера што веќе поминала. Сега мислам дека нема толку простор за еден обичен статистичар да додава, не знам, статистички категории да пуни по желба, затоа што веројатно има мониторинг на цел тој процес Не, сега. објасним како беше. За кој конкретно Кој збореше керуваше? Кейси? Па за Стоктон. Такви играчи како Стоктон, да, пример Родман, нели, во Чикаго, Да. Стоктон дека, не знам, нели, на секоја утакмица преку 20 асистенции, Да. и препаралела дека на домашен терен, у просек, има многу повеќе, пример, асистенции него у гости. Или исто Родман за скокови. Што е поентата и зашто е тоа така? Тоа е така бидејќи во НБА утакмици има многу ситуации кај што Да. борба за топка, не се знае која чушнал, која чепнал, на кого да му се стави, да му се пресмета допирот како Да, и кога статистика. имаш, секогаш кога имаш можност тие дискутабилните, кога не се знае кој што направил, да му ја пишеш кај на домашниот. звездата и на домашниот, ама поготово на Да. Star Players, на Сега ова ја сакав да го дискутирам, доаѓаме тука кај муабетот. AM Hoops во тоа видео вика дека порано да речеме Стоктон е еден од тие играчи. Значи он ќе ја додаде, ќе му ја фрли доле на ќе му ја Мелон. фрли на Мелон по правило. Порано, како беше, требаше до 2 дриблинга, јас мислам. Или најпрво беше кога ќе оддадеш пасот, играчот да е во директна позиција за кош. Непосредно, да е непосредно пред кошот да е пасот. Да, или шут, или куцање, или како и да е. Меѓутоа, ете, статистичариве нашле начин како Стоктон ќе го дае пасот, да речеме, Мелон удриблува, ролинг се Прво гура, сачекува, гледа усадот, па седи, седи и на крај ќе ја даде асистенција. Да. И многу од тоа се ќарало така. Сега, јутуберов во видеото кажува понатаму како денеска NBA вовеле некои нови регулативи, нови не знам што таму, статистичариве да мора guidelines да ги пратат и како денеска тоа не е Случај. така не е изразито така. Меѓутоа, јас и ти кога се спремаме за видео, сме виделе еден Исто такви смешни асистенции. Влагаш у асистенции да најдеш некој плей интересен, исто доаѓаш до ситуација, ќе му ја пушти Дерозан на Вучевич. Вучевич, што викаш? Тапка на една страна, на друга страна, фейдавеј. Тоа ти е изолација, а пасов прошол пред 10 секунди. Точно. Асистенцијата му ја пишуваат. Не можеш против тоа. Мислам, нема како. Сега тоа многу игра улога у денешницава кога кладењето спортско е многу све по изразено и по застапено и се промовира на секој чекор и NBA самите имаат бетинг еп, мислам дека у поново време и ESPN има, да, значи многу е веќе. На секој чекоре и играчите нели играат за граница една асистенција плюс еден скок повеќе. И сега замисли ти да си дома, да се тресеш за нештото да биде си го мозгал, а овие им пишуваат на од рака. И тоа тебе усвари тоа што си го мозгал или ливчето ти зависи од тој што ќе седи на маса таа вечер, дали ќе си ја заврши работата како што треба или не. На оваа тема кратко само ќе кажам, не ми се свига кај иде работата, уопште не ми се свига. Да. И значи кога толкави пари зимаш ти од бетинг овие компанииве што сега е во максимална експанзија во Америка, да, сега дојде уствари тоа во Америка што кај нас било од пред 20 години. Да речем. И се уште е. Така е да. Пикот сега доаѓа во Америка, се отвара се и се дешава феноменална експанзија на тоа на коцкањето. И еве сега пред некој ден баш нели имаше ситуација каде што Руди Гобер им прави на судиите. На судиите демек за пари. Тоа е више претерано друго, тоа, да. И го казнија $100,000. $100,000. $100,000, а Дреймонд Грин
претепува играчи тука, дави играчи, боксови им удара, 50, 50, 25, не знам ни колку, не, врска немаше со 100, ни еднаш нема добија. Добро, тоа е им И ја сега- повредува, разбираш. Ги додира малце. Што ти дава тебе, каква... Ја разбирам зашто е толку висока сумата за казната на Гобер. Затоа што, пример, тој чин, он што го прави, тој гест, не сме NBA како лига да си го дозволи дека ние имаме некаква допирна точка со кладењево или некој да си помисли да си дозволи лигата како лига, еден играч така да се понаша према суди, цел имидж доаѓа до у знак прашање дали овие стварно можеби се поврзани со бетинг, со кладење, дали судиите на вистина тоа го прават и лигава заради тоа го казнува Гобер со астрономска сума да не им текне више на некој играч. Се не дека нема да им текне, може ги заболе за 100.000 Добро, ама одредени играчи, колку ама да си богат 100.000, мислам Да. дека е голема сума за еден гест за еден онака, гест, да. да ја добиеш, да. Така да, само тоа ќе кажам, дека не ми се свига кај оди работата. Ја не памтам никогаш до сега Волку скандали поврзани со судење да имало у NBA. Имало до лани, не толку многу. Ние еве да речеме третина од четвртина од сезоната останата, ама Волку скандали многу ја у задни 3 години не памтам, на пример колку што имало оваа сезона. Добро, види, јас судење. не сум толку критичен на судиите. Знам дека е најнезахвална, патем ти најдобро си знаеш како бивши судија. Затоа прекинав ја. Ете, Што не сакав на некој друг, на играчите, поточно да им бидам крив секогаш, нели, у очите на играчите и очите на фановите. Кој е крив прв? Судијата е крив. Зашо си изгубил. Ја поише ја сакам кошарката од тоа да му бидам на некого крив зашо изгубил. И еве на некои други начини ја промовираме. многу почисти начини се ова него ли да те Да. плюкаат и едните и другите. Да. Јас мислам. Добро, не, ама сам да кажам, многу зависи од ситуациите. Имаше многу ситуации на крај на утакмица. Значи тие не можеш да предвидиш во која сезона ќе има, во која сезона ќе нема такви. Не е дека нешто имало генерално правило кое што NBA го имплементира сега, па утица Ја мислам на дека играчите. треба веќе кога имаат нели челендж тренерите, дали тоа да се зголеми бројот на челенџи, дали и самите судии да имаат право без разлика, самите судии имаат право, нели, пошто сега има ситуации кога можат да прегледуваат снимка, има ситуации кога не можат да прегледуваат снимка, тоа им ги наложува правилата. Ја мислам дека самите судии треба да имаат дали еднаш, два пати, три пати во самата утакмица, кога и тоа не само кога има свирка или кога има некоја одлука. Кога има некоја ситуација кај што нема прекин на време, да може судијата да го прекине времето, да дојде на записничка, да им каже на другите двајца колеги и на делегати кои се тука. Мислам дека ова што се случи пред малце може да влијае директно на резултатот. Дајте да вратиме, да видиме дали беше аут, дали беше, ме разбираш, кога Сваќам нема дека ова- свирка, такви случаи ни имаат измакнато и Во теорија е ова многу полесно да се каже него ли Многу е што полесно да се каже, Замисли ти да застанеш сега утакмица играта е играта е многу брза. поготоа. Затоа не сум толку критичен, затоа што немам јасно решение што можам да го понудам. И тоа е тоа на Барем бројот на челенџи да им се зголеми на екипиве, мислам дека доста проблеми ќе се решат. Еден Да. челендж имаат. еден во челендж ако полувреме. го промашат, веќе Ако го немаат промашат, втор. веќе немаат, А да. ако го погодат, имаат Имаат уште втор. еден и тоа ако го погодат пак е толку. Тоа викам. И тоа е Барем да апсолутно се нефер. зголеми бројот на челенџи ќе решат доста проблеми. Или рецимо во последни 5 минути во четвртата автоматски да се додаде. Знаеш, било колку да имаш, во последни 5 имаш Уште два. челендж, пример. Да. Веќе ако има толку многу прекини, бар да се истара работата до крај. Точно. Пошто у голем дел од челендж од овие кои прават челендж екипите, у голем дел од случаевите се во право самите екипи. Па сега немам статистика колку се, ја Немаме ќе ти кажам статистика, дека во ама голем можда дел е 50% можда. Звездата која мафта, 100% беше, тоа е секојаш е грешка, скоро. Лука ќе се Добро, размафта, затоа, абе да. ти мислиш кој знае што, нема веза. Затоа имаат тие позади клупата што седат у прв ред. Еј, Све се со таблетчињата тие асистентите. многу добро го врзавме ова. Чекај се, еве ти затоа го извадив телефонот, драги гледачи, не е дека сум јас нешто Несериозен у својата работа некултурен тука или да. несериозен или така натаму, да. Сега ќе го најдеме.
На тема челендж, гледај го ова, јас ќе го објаснам, а драгите гледачи ќе имаат прилика тука да го видат негде на екран. Значи Јокич се буни затоа што знае дека ова е топка за Денвер, меѓутоа е дувната на другата страна. И сега овие идат да се изведат аут, Јокич бара челендж, ама нема време доволно и за да ќари, лудиот се симнува и ги врзува патиките. Чекај, за да ќари време за овие да прегледаат снимката? Прегледаат на клупа, да. И види го манга. Тимов на Денвер во тоа време на таблетчиња во Да. живо прегледуваат снимка и гледаат дека е стварно топка за Денвер Да. и истрчува Майк Майк Мелон. Мелон истрчува бара и им тайм бара, аут, да. тоа значи дека и челендж Ке има бара. челендж. Да, Јокич клекнува да ги врзе патиките, да не клекнеш да ги врзе, судијата ќе му ја даеше топката на... Погоре има уште еден пример, ако Да. го исклучиш овој, да, Ево, Јокич имаш уште did it еден пример again. со Торонто, лудиот Да. на скоро на исто место, иста Исто ситуација место, е, да, брат. на иста страна на теренот. Не, гениалец. Гениалец е стварно. Лут. Не, луте. Ние имавме, како беше, имавме видео за како краде време. Нешто така беше? Да. На примен кош, на примен топка, кош. времето не се Стопира. стопира. И Денвер, приметете ги стално, значи, ако имаат водство За од да 9 исцепкаат разлика, од 4 до саатот. крај, минути, пример, Да. ќе примат кош, Јокич, као ќе ја почутне топката негде, Да. Или пак иде ќе ја разочаран зашто примивме па кош. разочаран, нешто се Ја мурти брка, па едно ќе се друго. сопне, па ќе ма... Течат по 15 секунди, течат така фира. Па му ја додава на судијата, демек не знам дека можам да изведам. Да. Не, Му ја додава, чека да му ја врати. ликот е луд. Значи, не треба да си само паметен у смисла кошарка, еве и вака треба да си сники, да си Да. многу, Осету тачу прави моменти. да. Најинтелигентен кошаркар на сите времиња? Влага, ако Па ништо друго влага. во разговорот е, да, Да, in the conversation е. Добро. Чим си толку со темите, да е една игрица, ајде. Ајде, наша игрица што си ја газиме цело Отворивме време. јако прошли пат, Да, прошли пат дубо отворивме. со 100%. Да идам ја прв сега или да Ајде, иди смениме? ти прв се, ајде. Ајде. Исто и тоа, пишете ни некој интересен играч. Нема да мамиме ќе да отчекаме, го гледаме, да. ќе отчекаме, затоа што Никле знае, предизвик ми е, нели, да видам дали можам да го погодам. Ова момче никогаш нема ми кога станува збор за вакви игрици. Дури вака, Тој се. јас мониторот кој ќе го свртам, он вака прави. Ја јам играч, ќе идаме прв. Джермейн Онил. Добро, интересен играч. Прво знаеш што мора да ми кажеш, колку екипи се во Да, прашање. се го куцкаме за да видиме. И второ, додека он го прави тоа, драгите гледачи веќе знаат од првата епизода дека мора да ги имам екипите пред очи. Седум екипи. Палам стендингс. 7 екипи, Джермейн Онил. Джермейн Признај Онил. дека не очекуваше 7 дека ќе има. Па не знам, сега кој ќе вајда не сум очекувал. Сега ќе почнеме, па ќе видиме до кај ќе стигнеме. Ајмо. Има Портланд. Добро. Ми се свиѓа по редослед идеш. Па ќе видиме. Индијана 2. Тачно. Драфтан е од Портланд. Да, Индијана, Бостон. Точно. Мајами, Голден Стейт. Точно. Колку кажав? 5. 5 уште 2 екипички. Да, Портланд, Индијана, Мајами, Бостон, Голден Стейт, уште 2 екипи имаш. Добро. Тука е кнапот, знаеш дека? Пази, Стој, Течко има изиграно, значи у овие, еве, што и кажа неколку, и у овие двете што ти фалат само по една сезона и по толку, отприлика по 50 на утакмици. Па ето, тоа е работа. Сегде е по една сезона. Тоа е работата. Една треба да каеш, мислам дека ќе ти текне. Имам и видео правено. Еве мала помош. Не е мој така да ми помагаш, чекај се. Нема да ги кажам, ама ми се моткаат у глава, само тоа ќе ти кажам. Ништо, пошто не ми текнува, мора да ги кажам тие 2 екипи. Ајде. Торонто и Бруклин. Торонто ти е точно, Бруклин nije. Мене не ми текнува на ова што не ја кажуваш. Што не ја кажам, не Да. ти текнува? Феникс. Не. Не ми беше пред очи. Колку Ни такмици мене. има? 55. Која 12-13. сезон? Не. Добро, 6 од 7. I'll take it. Као ќе ти текне 25-57 рекорд имаат Феникс таа година. Колку минути има?
Сега ги кажам кој ги води Феникс таа година. Але само минутите, Горан Драгич. затоа што он може да е ветеран таму на клупа да 20 избори минути. како Хаслем. 20 минути игра, 8 поени, 5 скока. Добро, 6 од 7. Горан Драгич, Луис Скола, Марцин Гортат, Джеред Дадли, Шенон Браун, Майкл Бизли. Каква екипа, човече. Феноменално. Феникс. Горан Драгич прв играч. 6 од 7 за Джермейн, супер е тоа. Мислам, со оглед на тоа што има вакви екипици по една сезона по 50 такмици, на крај на кариера, кул, ти текна тебе? Ово е тежок. Играчот сам по себе е познат, ама тешко е. Ајде, чим е познат, пробајме. Не. Пробајме, ајде. Ај кажи го па ќе ти кажам, ајде. Билопс. Чонси Билопс. Може, ајде. Не, брат. 5, 6, 7 екипи од кои има и не... Ја првата може нема. Ај ќе ти опростам некоја, почни да ги редиш, ај. Чонси Билапс. Да, и драгите гледачи таман ќе поиграат. Билапс вака навидум познат и се тоа, ама ајде. Чанси. Треба ти текне од кој е драфта. Го имаме спомнато ова, мислам дека е Мајами. Не е Мајами? Нью Джерси е онда. Не. Ле, чекај бе, Минесота бе да. Добро. Не Минесота? е драфтан од Минесота, ама има Ама игра на во почеток Минесота. игра у Минесота. У почетните 5 години има, да. Заебано е со Чонси што на почетокот на кариерата шалта. бил ај што се шалта, ама не е толку Да. не е звучно име Да. уопште. Да. До Детройт. Да. Бостон? Да. Тие му се меѓу првите? Бостон и Минесота? Бостон е драфтан, да. Па Минесота, па Детройт. Има Стигнат уште сум до една третата екипа, има уште една има пред Детройт. Две има. Бостон, Минесота и уште две па Детройт. Да. Едната ќе ја знаеш, ај, треба да ја кажеш едната. А рече не се ни Нью Джерси, ни Мајами. Не. Со кој се помешав? Со Луис, Брус Боуен се помешав у Мајами. Не знам зашто. по келјавиците. Да. Добро, идеме дале, ајде. Брус Боуен, кој би рекол у Мајами дека има играно? Никој. Клиперс, добро. Браво. Колку ми фалат? Значи ги погоди Минесота, Бостон, Детройт и Клиперс. 4 кажав. Уште 3 ми фалат. кажа, ти фалат уште 3. Од кои 2 пред Детройт. Да. Добро, Денвер Нагетс. За така, ти текна таа, сега двеве остана. Едната треба да ја знаеш, втората ги ти ја опростам, ајде, ако ја погодиш. Шо ќе ми уреди? Ја 2 утнав од преска. Па добро да е небитно, ајде. На крај на кариера, ајде, мисли кај играш. Ама на крај на кариера у Клиперс. Ти кажав. Не, Ама на крај на кариера рече дека сум ги кажал сите. не. Уште една ми фали за крај Да. на кариера. Ајде ги идам стендингзот, чекај. Еве ти, ајде. На исток е на лист. На исток е Њујорк. Да. Њујорк е на крај, така? Па на крај пак се враќа у Детройт, Апла, Не, ама добро, да, као Осем Айверсон. Денвер, он иде брат, има тредоте. После Денвер е у Њујорк. Тредоте со Кармело. Аха. Тредоте со Кармело Да, бе, доаѓа да, он, да, а да. ваму идат сите. Да. Фелтон, Мелтон, Галинари, Чендлер, Да. Мозгов, цела екипа иде ваму, он и Кармело доаѓаат и Шон Вилиамс, мислам дека таа беше склопката од Денвер во Њујорк. И штета се повреди, иначе екипата беше добра и тогаш таа сезона и после тоа иде во Клиперс, па се враќа и до Детройт. Небитно, едната екипа што тешко дека ќе ти нема да ти текне, Ајде на тепка да мавнам уште една, чекај. нема шанси. Портланд би рекол. Не, Торонто. Никад немаше ми текна. А не, Торонто. тежок. Затоа се мислев дали ја ти го поставам, пошто не може, Торонто не се гаѓа. Таа е екипата, толку се? Да. Добро. Торонто кога има играно? Торонто има играно првата сезона. Само што го драфтаат Бостон на пола сезона. Неколку такмици па иде. На All-Star на пола брекот, сезона. ова како што ми се чини мене, го даваат во Торонто. Торонто довршува и оди во Денвер. Значи многу го шалтаат на почеток. Не во Денвер, во Минесота. Денвер, па Минесота. И пред Детройт уште еднаш игра у Денвер. Детройт. И после Детройт пак игра у Денвер. Два пати А игра у ти Денвер. мислеше, ти за тој пат Не бе, кажа. ја Денвер кажав за после. Старите, старо. Ја Денвер кажав за со Кармело. Да, не. 98, 99, 2000. Браво.
Добро. Занимливиот пат на Чонси Билапс. Чонси И сега е у Билапс низ Портланд. кариерата. Да. Имаше рангирање некој интересно тренери што играле во NBA по најбољи играч кој бил. Билапс е на второ место. Билапс е на второ, а на прво е Кит. Да. Да. Джей Па Кит. добро. Денес малце послабо, ама ќе Абе, учиме, ќе повториме за Тоа нареден е пат. финтата на овие игри, да се присетиш на стари играчи. Да. Што викаат на мимови, на машки, тоа има Да, може да наједноставна седат игра, цел денов дека. листа Да, можеме и играчи. подугачко да седиме и да ги листаме вако, али во интерес на времето. Ништо да се одјавиме. Пратете на Инста, имаме сега страна, кажи им таму. Да, имаме страница на Инстаграм, влезете на Инстаграм, пишете од клупа, кликнете follow, ќе имаме таму и некој дополнителен контент надвор од овие подкасти. Ставите subscribe на YouTube, ставите лайк и шер со љубителите на NBA. Ајде, се гледаме. Ајде, поздрав. Чао, чао.